Добар ден, драги ученици! Добро дојдовте во нашата училница по предметот Работа со компјутери и основи на програмирањето за 5-то одделение. Денеска ќе зборуваме за програмирање и програмски јазици и ќе се запознаеме со поимот програмирање и поимот програмски јазик. Како комуницираат луѓето? Луѓето комуницираат со помош на јазикот. Тоа е средство кое што овозможува комуникација меѓу луѓето. Што е тоа природен јазик? Јазикот, кој што ние го зборуваме, е природен јазик, односно македонскиот, англискиот, рускиот, францускиот и многу други јазици кои што се зборуваат во целиот свет, настанале спонтано во дамнешни времиња и постојат група на луѓе кои што го разбираат, зборуваат и го користат. Но природните јазици, поради својата нееднозначност и непрецизност, се недоволно строги и не се погодни за представување на специфични, например математички информации. Дали природните јазици се добри за комуникација помеѓу човекот и компјутерот? Не. Тие воопшто не се добри и разбирливи во комуникацијата помеѓу човекот и компјутерот. Но зошто? Бидејќи не е добра комуникацијата и не е возможна комуникацијата помеѓу човекот и компјутерот, измислени се вештачки јазици. Пример за вештачки јазик: јазици за бележење на математички, физички или хемиски формули. За да работат компјутерите, потребни се програми. Програмите се напишани на јазици кои што се специјално дизајнирани со ограничено множество на инструкции. Овие јазици се наречени програмски јазици. Програмски јазик е вештачки јазик и се користи за пишување на програми, односно софтверот на компјутерот. Во почетокот програмските јазици личеле и по логиката на програмирањето биле слични со машинскиот јазик. Машински јазик се состои од наредби кои што се изразуваат само со нули и единици, тоа само со бинарни цифри. Тоа се символички програмски јазици. Наместо да се учи мајчиниот јазик на компјутерот, односно да се учи машинскиот јазик, развиени се виши програмски јазици кои имаат приказ на наредби слични на секојдневниот јазик. Пример: Fortran, Basic, Pascal, C++, Visual Basic, Java и многу други програмски јазици. Луѓето кои што ги креираат, односно пишуваат компјутерските програми, се викаат програмери. Програмските јазици се состојат од точно одредена група на зборови кои програмерот, според правилата, ги подредува во искази, односно реченици, кои што му пренесуваат информација на компјутерот. Денес ние ќе бидеме програмери и ќе програмираме во нашиот виши програмски јазик, визуелен програмски јазик, кој што го создал MIT Media Lab, а тој се нарекува Scratch. Scratch е визуелен виши програмски јазик со кој што се креираат интересни приказни, анимации, игри. Програмирањето во Scratch се базира врз правење на проекти со помош на објекти, наречени фигури. Активност број 1 е цртање на геометриски форми. Денес ќе се обидеме да цртаме квадрат. Колку страни има квадратот? Квадратот има 4 страни. Колкави се еднатрешните агли? 90 степени. Како ќе нацрташ квадрат? Се разбира, со помош на програмата Scratch. Ова е фигурата маче од програмата Scratch и квадратот кој што треба да го нацртаме во програмата, односно да испишеме програма с која што мачето на својата сцена ќе го исцрта квадратот. Ова не е програмата Scratch, работната површина на која што работиме. Во левиот дел се наоѓаат блокови со наредби кои што се групирани во различни бои во согласност со нивните дејства. Значи имаме блокови со различни бои,
Потоа се појавуваат според бојата во која што имаме избрано, се појавуваат блокови, кои што ни се потребни за да изработиме програмата. Блокот што ни е потребен ќе кликнеме на него, со влечење ќе го донесеме во празниот простор, каде што ќе испишеме програмата, а со помош на програмата која што ќе изработиме, односно испишеме, мачето ќе го нацрта квадратот. Ова е програмата која што ја испишав јас и со помош на која ќе се обидам да се нацрта квадратот. Секоја програма треба да започнеш со жолтиот блок, во кој што има зелено знаменце, што ни означува старт на програмата. Ги избрав зелените блокови во кој што е моливчето и му зададов задача на мачето да се движи моливчето нагоре, да се движи моливчето надолу, бојата на моливчето да биде розева, да биде со големина 5. Ги избрав сините блокови во кои што му зададов задача на мачето да се движи 200 чекори, па потоа да се движи, да застане, па да се движи, односно заврти за 90 степени, повторно се движи 200 чекори. И ова го повторува 4 пати, онолку пати колку што има страни квадратот, и по кликањето на зеленото знаменце, мачето го нацрта розевиот квадрат. Но ако погледнеме на работната површина од програмата Scratch, имаме една помала програма во која што повторно се наоѓа жолтиот блок со знаменце кој што значува старт, но јас програмата сум ја скратила со нов блок, кој што значи да се повторат чекорите, бидејќи квадратот има 4 страни исти и 4 агли од 90 степени. Јас му дадов наредба дека треба 4 пати мачето да се движи 200 чекори, а потоа да се заврти за 90 степени. Сега можете да го запрете видеото, во програмата Scratch да ги испишете програмите и да видите дали мачето ќе ја нацрта формата квадрат. Се надевам дека успешно ги изработивте програмите и успешно програмиравте и бевте успешни програмери. Ке продолжиме со втората активност. Тоа е цртање на квадрат. Колку страни има триаголникот? Триаголникот има 3 страни. Ова е триаголникот за кој што треба да испишеме програма во Scratch и мачето ќе треба да ни ја нацрта на неговата сцена. Ова е повторно работната површина на програмата Scratch. Ова е веќе испишена програма со помош на која мачето ќе треба да нацрта триаголник. Повторно го имаме жолтиот блок со знаменце кој што значи старт, зелените блокови за моливчето кој што ќе се движи нагоре, надолу, но овој пат ќе биде со сина боја, повторно големината ќе биде 5, ќе се движи 200 чекори, но сега ќе биде со свртување од 120 степени и тоа ќе се повтори 3 пати. Ако кликнеме на зеленото знаменце, мачето ќе го нацрта синиот триаголник. Повторно на работната површина можеме да погледнеме уште една програма, која што повторно започува со жолтиот блок и зеленото знаменце, што значи старт, зелените блокови за моливчето и повторно го употребив блокот што значи повторување, но овој пат тука стои бројот 3, бидејќи триаголникот има 3 страни, се движи 200 чекори и завртува за 120 степени. Запрете го видеото, повторно испишете ги програмите и видете дали мачето ќе го исцрта синиот триаголник во неговата сцена во вашата програма. Се надевам дека и овој пат бевте успешни програмери и дојдовме до домашната задача. Како мој
Предлог домашна задача е да нацртате правоаголник, шестаголник и петаголник во програмата Scratch. Истражувајте, проверувајте ги боите, блоковите во самата боја, како можете да ја скатите програмата, колку пати се повторува некој чекор и можете да го смените мачето како фигура, која што може да биде некоја друга фигура или пак некоја ваша омилена фигура. Ви посакувам да бидете успешни програмери во програмата Scratch. Ви благодарам на присуството на овој час и се гледаме на следниот час.